Опозиционерот Филипче смета дека најавата на премиерот Мицкоски дека за забраната за двојно државјанство на пратеници ќе се консултираат и правни експерти, значи ретерирање од првичниот став на власта. Вчера премиерот Христијан Мицкоски ретерираше од најавениот закон од неговите пратеници на ВМРО ДПМН за тоа да пратениците немаат двојни државјанства. Како ние може да веруваме дека министри во владата кои што имаат двојни државјанства не работат за интересите на туѓи земји? Како може да сме сигурни? Тоа е причината зашто ние го правиме сето тоа. Зашто предлагаат еден закон, па ретерираат кога ние кажуваме дека и предлагаме не од следниот состав, од сега да важи. Затоа што сите огромен дел имаат бугарски пасоши, затоа. Затоа што не се заинтересирани за прогресот на земјата, ете затоа. Затоа што утре може комодно пола од нив да се кандидира на избори на Бугарија. Филипче не отстапува ни од ултиматумот дека по измените на законот за влада со кој се укинува техничката влада за вторите поред избори, СДСМ ќе ја напушти работната група за изборниот законник. Да, апсолутно. Значи и аргументираме зошто таа пржинска влада треба да остане. Еве ќе повторам. Притисок врз правосудството, закон за полиција со кој што ќе се партизира целосно полицијата, Safe City, кој што имаме сериозни сомнежи врз основа на историјата систем дека ќе се злоупотреби и национален сервис. За власта зборовите на лидерот на СДСМ се на политичар во паника. Филипче конечно си ја кажа маката. Суди и обвинители ќе испорачуваат правда, а пречката за ЕУ не е Бугарија, туку Мицкоски. Ваквите тези може да ги каже само исплашен бугарски привезок, чија храброст, морал и пари се во фиоките на бугарското разузнавање. Гордите носители на златните визи од Дубај, последни се што имаат право да зборуваат за било што поврзано со државни интереси. Ова што денес го прави СДСМ не е политика. Ова е паника, велат од ВМРО ДПМН. За претседателката Силјановска пак нема правни пречки да се забрани двојно државјанство за сите функционери. Треба да се однесува и на претседателот на државата и на министрите. Со ваквите решенија не се навлегува во можноста за двојно државјанство, туку за тоа дека за определени функции не може да имате двојно државјанство. Значи, доколку сте имале двојно државјанство претходно, во моментот на стапувањето на функцијата, тоа треба да престане. Силјановска потврди дека ќе го потпише указот на измените за законот за влада, бидејќи онака смета дека техничката влада и досега била неуставна. Сепак апелира дека е добро, како што со диалог била воведена, со диалог и да биде укината. Двете законски решенија, и оние за државјанствата на пратениците, но и оние за техничката влада, се во собраниска процедура и се очекува наскоро да бидат донесени. Катерина Нешкова, Сител телевизија.